и на една многу убава тема продолжуваме во продолжение. Се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание. Оти ќе зборуваме за најмалите, ќе зборуваме за децата. Децата кои што поминуваат повеќе дел од денот во градинките заедно со воспитувачите, со негователите, тие во нив го гледаат можеби и другиот родител. Ја гледаат втората мајка, гледаат вториот татко, поминуваат доста време со нив и навистина ги чувствуваат многу блиски. Но она што е најважно и што би сакале да зборуваме е дека тие од нив го гледаат примерот. Како треба да се однесуваат, впрочем и како треба да реагираат во одредени ситуации. За емоционалните компетенции кои што се развиваат кај децата, ќе зборуваме о продолжение. Всушност ова е една иницијатива која што веќе 3 години се спроведува. Градинката Кочорацин, матичен објект, е една од градинките која што го спроведува тој проект со Снежана Гуцули, која што е воспитувач, но во исто време координатор, така, за колегијална поддршка, така. Кажав градинката Кочорацин, но исто така поддржан е целата иницијатива од Министерството за труд и социјална политика, УНИЦЕФ, Британска амбасада, Бирото за развој. Навистина станува збор веројатно за голема иницијатива, која што еве и 3 години вродува со плод. Како вродува со плод? Ќе зборуваме о продолжение. Емоционални компетенции. Што се тие? Како да ги препознаеме, ајде народски да објасниме, оти вака како ќе кажем малку и чудно звучи. Ево право се, добро утро. Емоционални компетенции ги имаме сите. Тие се составен дел на личноста на еден човек, нешто што не отсликува сите нас и што не прави поразлични од другите. Значи се дел од нас. Емоционалните компетенции, ако еве да ги доближиме до гледачите, пред се јас би кажала дека е свесност за себе и за своите емоции. Прво, развиена свесност дека во даден момент имаме одредена емоција, да препознавање на таа емоција, детектирање, именување на емоцијата и едно повисоко ниво на кое што ние се стремиме и успеваме да го постигнеме, тоа е канализирање и моделирање на дадени бурни и силни емоции кои што сите ние ги имаме. Многу битно, затоа што како дел од личноста на секој нас не отсликува и луѓето не памтат по тоа како реагираме на дадени ситуации. Но во исто време нашите емоционални чувства што ги имаме и како ги доживуваме одредени настани, го одредува и го отсликува нашето однесување кон останатите. Така да емоционалните компетенции во многу влијаат и на социјалниот момент, на социјалниот елемент. Така да тоа е еден круг поврзано кој што дел од личноста на секој. Да не заборавиме, децата исто така се личности уште од мали, така ги гледаме и така ги третираме и затоа и работиме уште од градинките на поттикнување на развојот на нивните емоционални компетенции. Преку игра? Така? Преку игра, преку приказна. Преку активности кои што им овозможуваат да се стекнат не само со она што го кажав, не да развијат свесноста за себе, за својата емоција во даден момент, да ја вербализираат емоцијата, што е многу важно. Да се вербализира во говорот, да се каже што се чувствува. Но одиме и понатаму, преку игра и преку дадени рутини кои што ги имаме во градинката, децата ги учиме и на многу алатки и вештини кои што они ги имаат веќе прифатено како своји, дека ќе дојде моментот на бурна, на силна реакција, на силна возбуда, по било кој основ, по било која емоција, они умеат и знаат тие алатки да ги применат. Значи, сум луд сега и реагирам бурно од тие и тие причини, да се препознае зошто. И дека некогаш кога ми се плаче, може би треба и да плачам, да не се потиснувам. Тоа се некои начини на веќе кога ќе се изградиме како возрастни индивидуи или возрастни луѓе, да
да бидеме свесни што ни се случува. Затоа е толку многу важно, веројатно од најмала возраст, да се работи на овие емоционални компетенции и во целиот овој процес, наистина многу ми е интересно ова што го работите и многу е значено за утреден, ќе кажеме, народски, кај нас, немој да плачеш, ти си машко, не треба да плачеш. Тоа е останато, така? Да, тоа е останато, тоа е дел од нас, нашето подневје, како што јас ќе се надоврзам дека дел од нашето подневје е да многу малку ние зборуваме за емоциите, многу малку ние кажуваме што чувствуваме. Најверојатно тоа се си води последица од години уназад како се гледало на се ова, но битен момент да свесноста за емоцијата, најбитен момент, но во исто време поддршка. Ние поддржуваме секоја емоција е дел од нас, секоја емоција е дел од животот кој што го живееме. Значи не може еден човек да помине, а да во животот да не дојде во ситуација да почувствува да има секаква емоција. Важното нешто во оваа ситуација е тоа што освен свесноста, алатките, да кога сме свесни дека имаме нешто, дека чувствуваме некоја силна емоционална возбуда, што да превземеме. Така да во рамките на целата оваа иницијатива која што ја спроведуваме, децата се знаат дека во дадена ситуација, да, оние нормално да плачат. Тоа е дел на нештото што они го чувствуваат, но како да ја регулираат таа силна возбуда, знаат и умеат, имаат дадено алатки пред се за да не дојдат во ситуација да се повредат себе си, да повредат околината или да направат некое действие кој понатаму ќе им се рефлектира во животот. Ја знаете како сакам да кажам дека со се ова што го правиме во градинките, всушност ние на децата им ја даваме најзначајната вакцина во животот. Да станат отпорни на се она што ги очекува, на се она што носи еден живот и да знаат како да чекорат во него. Всушност ја развиваме и емоционалната интелигенција. Еве гледаме и од инсертите како работите, што работите во градинката. Затоа што дел и од настаните кои што ги организиравте изминатите 3 години беше со вклученост и на родителите. Сега, за таа алка да биде успешна алка, која е улогата на родителот? Улогата на родителот... И колку тие соработуваат? Мислам и ти тоа дополнително. Неизбежна, најважна. Родителот, семејството е она од каде што ни доаѓаат децата, семејството е она каде што децата се враќаат. Значи, што и да работиме ние во градинка, ако не сме врзани со родителите, ако тоа не продолжува и дома, резултатот нема да биде толку добар. Затоа врвот на оваа иницијатива е да ние преку децата успееме да допреме до родителите, да ја разбудиме и да го разбудиме интересот на родителите што се случува во градинката, што поинако моето дете се однесува и успеваме, верувајте дека успеваме, за да така разбуден интерес кај родителите, значи они и доаѓаат кај нас и прашуваат, веќе соработката понатаму е многу поинаква. Родителите се наши партнери во секој дел од нашата работа, таму каде што има соработка, каде што се гледа целиот овој процес како партнерство, резултатите се навистина неуспешни. Има успешна, се разбира, успешен проект на крај, без разлика. Сакав да кажам, вие сте избрани од градинката Коча Рацин да бидете како една спроводна нишка на сета ова иницијатива која што се спроведува и да го пренесете знаењето и на другите воспитувачи и негователи. Подобро може да кажеме веќе дека успешно се спроведува тоа и во градинката. И на кој начин, како оди таа надоградба што вие воспитувачите имате во целиот процес? Да, јас сум дел од тимот на воспитувачи за колегијална поддршка, кои што пред 3 години Министерството во соработка со УНИЦЕФ и поддршка на британската амбасада не избра на дадени конкурси. Првично, целиот овој процес започна така што прво нас не обучува видни стручњаци од светов, затоа што знаете што емоционалните компетенции децата ги учат по принципот на учење од модел. Модели на децата
на однесување, на изразување на емоции се родителите и ние вработените во градинка. Така да сите ние поминавме еден процес на обуки за нас кој што траеше неколку месеци и така обучени, потоа бевме впуштени во самите институции, имавме своји групи со кои што работевме, односно се она што ние со што ние се стекнавме, го пренесовме на нашите колешки. Исто така на еден подолг процес, затоа што сепак да не заборавиме се работи за дел од личноста, од карактерот на некој кој што навистина треба малку подолго време, посебно нам возрастните, за да тоа го обликуваме и да станеме успешни и пример на модели од кои што децата ќе учат. А вие најдобро си ги знаете вашите дечиња. Нема никој што подобро ги познава, дури никогаш и родителот може да остане збунет од најобичен пример. Го јаде тоа? Не го јаде, ама не вистина. Тоа го јаде и дете, тоа е такво. Во целиот овој процес, со што најмногу се сретнавте? Затоа што бевме во еден период и се уште сме на пандемија, но некако попушта целиот процес, но не може да го занемариме оној процес во кој што децата по долг карантин треба да бидат пуштани во градинка, во кој што требаше да им се мери температура, секој ден се веќе се безпрекорно се снаоѓаат, во еден процес во кој што требаше да постојат понакви правила од вообичаено, и дел мислам дека и уште постојат. И со што најмногу се сретнавте во делот на емоциите кај децата? Како тие го поминуваа овој период? Тежок период, верувајте, многу тежок период. Ние со имплементација на цела оваа програма започнавме пред пандемијата. Децата веќе беа научени на многу нешта, посебно на онаа рутина што ние ја имаме во градинката, која што меѓу другото што во овој момент е еден показател, подразбираше дека секој утро они кога доаѓаат во градинка имаат можности да одберат еден од поздравите со кои што нели ќе се поздрават со нас, најчесто го бираа гушкањето. И сега замислете, почнуваме да работиме после 6 месеци седење дома, не сме се виделе и децава доаѓаат во градинка и они сакаат да се гушнат со нас, сакаме и ние, но сето тоа ни беше забрането и некако моравме да ги држиме децата на дистанца, што верувајте на вистина беше тешко да некој од 3, 4, 5 години го разбере сето тоа. Така да наоѓавме начини, да, првично беше тоа, но понатаму најдовме начин како да се справиме, најдовме начин како да и многу стресни ситуации кои што деца во меѓувреме ги имаат дома или ги во периодот кога доаѓаа во градинка, ги надминаме затоа што веќе мејлите беа поставени од претходна. Но во делот на емоциите, кај децата, можеше ли нешто да се забележи кај сите? Некоја емоција која што преовладуваше? Јас конкретно можам да кажам дека имам забележано дека дечињата како се плашеве под наводници кажано, да си го гушнат другарчето. Така е. Да си го гушнат другарчето, се кочеа а имаа желба да си ја гушнат учителката, значи се тоа ги збунуваше, ги фрустрираше поприлично, беа доста збунети, доста фрустрирани. На почетокот, самата дистанца, ние ги насочувавме дека треба да играат по двајца, по тројца во помали групи, а желбата за дружење, особено после 6 месеци седење дома беше толку голема, доста беа фрустрирани, беа и уплашени, но знаете како, со тек на времето се навикнаа и они. Некои од мерките малку попуштија, така да сега можам да кажам дека емоционалната клима во градинките, во групите е веќе навистина на едно добро, стабилно ниво и посебно што ни е битно за да можеме и се она што нам тековно го планираме и треба да го реализираме, да можеме успешно да го сработиме. Конкретно кај оваа иницијатива, најмногу ми се допаѓа отвореноста да се зборува за емоцијата и за тоа што се случува и поблиску ние родителите да знаеме детето што преживува во себе. Каков период ви следува? Со оглед на тоа дека 3 години веќе ова се спроведува. Има ли некои планови?
Да, ова се спроведува 3 години со тоа што почетокот беше многу битен за да се сите вработени се обучат и да можат да спроведуваат оваа програма. Сега више тоа не е дел од секојдневното работење, останува како дел од нашето работење и понатаму. Се надоградуваме во меѓувреме, нови вработени кои ги имаме, исто така ги внесуваме во целиот овој убав, бајковит, да кажам, процес кој што го работиме. Да, продолжуваме и понатаму. Остручени сме скоро сите вработени во овој дел, но самава програма која што е нели поддржана од Министерството и од УНИЦЕФ предвидува и уште многу модули за кои што ние ќе бидеме, сме веќе за еден обучени за модулот за конструктивизам и учење преку игра и во моментов сега истото го пренесуваме на нашите колешки за да сето тоа пак на ниво на цела држава се имплементира и тука исто ги гледаме позитивните резултати. Играме и споделуваме. Така е, да. Така, да, само на крај сакав да заокружиме дека постојано зборуваме, сакаме тие модели на кои што се воодушевуваме како функционираат во западните земји и така натаму градинките. Верувам дека ви ги пренесуваат и дека тие се тие клучни кои што сакате и тука да ги имплементирате. Ме интересира дали за нашето општество, како ние размислуваме, децата во какви семејства живеат и така натаму, колку е лесно и тешко да се имплементираат кај нас? Верувате, не е лесно. Да. Не би кажала тешко, ајде да одиме вака, не е лесно. Да. Сепак напомнам пред малку, ние да поинакви сме, позатворени, така е, да, по-конзервативно општество. И позатворени сме во делот на изразување на емоциите. Еве видите колку луѓе знаат да кажат да јас сум лута или сум бесна, но не го потенцираме, не го кажуваме, тоа автоматски сметам дека и не сме свесни за тој момент, а во однесувањето го покажуваме. Да, ќе направиме, значи ќе се скараме, ќе се извикаме и сите околу нас малку поинаку се збунети, а што е најважно, ние не сме свесни што чувствуваме во тој момент. Затоа што само тоа моментот кога ќе се детектира, да, јас сум лута, веќе една кочница стои да не превземам нешто понатаму или соопштувањето на останатите во семејството, во друштвото, на работно место, независно каде. Да, тоа многу значи за да и останатите поинаку не прифатат. Свесноста за себе, за своите емоции е многу битна, за да можеме да станеме свесни, да ги прифатиме и да ја прифатиме и нашата околина, да прифатиме дека луѓето што се околу нас исто така имаат емоции, имаат силни емоции, дека сето тоа и нивното однесување кое што се рефлектира врз нас го обликува и го отсликува на некој начин. Не беше лесно, но затоа и си дадовме многу време, си дадовме една стратегија да одиме постапно, да допреме до родителите во конкретнава ситуација и сето тоа да биде пак преку децата, односно преку нашите резултати. Затоа што тоа е веќе поинако на човек да со збор да му се наметнува нешто, а веќе кога ќе го почувствува на дело, кога ќе се го види сопственото дете дека поинаку се однесува, дека некогаш знае и да реагира на родителот, чекај, кучи, да лута си ти денес нешто, дај малку смири се, па потоа ќе разговараме. Благодарам што бевте мојот гостин денеска. Се надам дека за убави, успешни проекти, како и секогаш што се гледаме нашата сработка со вас, детската градинка Кочо Рацин, дека ќе се гледаме понатаму. Благодарам. Ви благодарам и вам.